Десетици илјади луѓе излегоа на улиците на Барселона и во другите градови на Каталонија да протестираат по акцијата на шпанската полиција, во која беа уапсени неколкумина представници на каталонската влада. При тоа биле запренети 10 милиони гласачки ливчиња за најавениот референдум за независност. Демонстрациите на кои луѓето носеат црвено-жолти знамења на Каталонија и извикуваа пароли окупирачки сили надвор и каде е Европа, завршија со акција на полицијата при што беа приведени неколку лица. Учесниците на протестот велат дека шпанската влада не смее да го забрани референдумот. Алесандра Хуан вели: No se puede romper la voluntad de un pueblo por mucha ley que le pongas encima y leyes a las que no respondemos. Санти Баич пак додава: Dubte, això és un cop d'estat a la democràcia i el nostre govern de la Generalitat escollit democràticament per tots els catalans, sens dubte. Предходно председателот на Каталонија Карлес Пучдемон изјави дека по најновите апсења и замрзнување на каталонските финансии, шпанската влада вовела воредна состојба во Каталонија. The government of Catalonia has been the target of a coordinated aggression by the Spanish military police. Their aim is to prevent the Catalan people to freely and peacefully exercise democracy on October 1st. Шпанскиот премиер Маријано Рахој пак ги предупреди каталонските лидери дека може да избегнат поголеми штети ако се откажат од најавениот референдум. El gobierno está cumpliendo con su obligación y tengo que decirle que lo seguiremos haciendo hasta el final, hacer lo que tenemos que hacer y cumplir con nuestra obligación. Creo que estamos actuando también con proporcionalidad después de las cosas que hemos visto en las últimas fechas en Cataluña. Доколку референдумот успее, каталонските власти ветија дека ќе прогласат независност во рок од 48 часа. Каталонија, која има своевидна самоуправа, е дел од Шпанија уште од 15-тиот век. Сепак многу каталонци имаат горчливи сеќавања на забраната на нивниот јазик за време на диктатурата на генералот Франциско Франко од 1939 до 1975 година. Во регионот живеат околу 7,5 милиони луѓе.